И оваа година онлайн медиумите остануваат тие каде што најмногу се кршат професионалните новинарски стандарди. Зошто е тоа така, веројатно има повеќе причини. Прво, тука се разбира брзината на интернетот и неговата достапност, меѓутоа она што ние сакаме да го потенцираме како Совет за етика е дека не сите онлайн медиуми се непрофесионални. Напротив, имаме сериозни професионални онлайн редакции кои што се наши членки и кои што апсолутно работат по кодексот на новинарите и ги почитуваат сите стандарди. Оваа година најголем дел од оние кои што се жалеле, од жалителите, за разлика од претходно, кога тоа беа граѓаните, сега се јавните институции и невладините организации. Тоа со јавните институции е навистина добро, затоа што на некој начин се исполнува и главната мисија на Советот, а тоа е да се намали бројот на судски постапки против новинари. Онлайн медиумите се едни од најчести прекршители на Кодексот на новинарите на членот 1 за необјавување на точни проверени информации. Тоа го покажува и статистиката на Комисијата за жалби при Советот за етика. Во нашата работа ние имавме многу примери на мешање на мислењата и фактите и веста и коментарот и кога ќе ги запрашаме прекршителите, односно медиумите, зошто така напишале, зошто не ги почитувале правилата, односно кодексот, и тие викаат, па ние имаме право на свое мислење. Никој никому не го загрозува правото на собствено мислење. Меѓутоа, тоа мислење мора да биде подкрепено со факт. Ќе седне некој ќе напише коментар, меѓутоа во коментарот никаде ја нема веста. Во македонските медиуми доминира практиката на дискриминација. Значи, многумина сметаат дека станува збор за говор на омраза, меѓутоа, ние низ нашата работа утврдуваме и сме увиделе дека повеќе станува збор за дискриминација отколку на говор на омраза. Дискриминацијата најмногу се однесува кон ЛГБТ групите, се однесува дискриминација кон ромите, па имаме и родова дискриминација. Да, сме забележали и говор на омраза, меѓутоа тоа е многу поретко. Она што го имаме како искуство од поднесувањето жалби до комисијата беше дека самиот процес е многу јасен, едноставен, а самите решенија кои што потоа ги издава комисијата се многу исто така јасни и во некоја смисла поучни, бидејќи нивното објавување и читање после од медиумите кои што за тоа се обврзале, но и другите, овозможува граѓаните да дознаат повеќе за кодексот на новинарите, за правилата на новинарската професија. Нашето искуство кога имаше кампања против метаморфозис, насочена против проверката на факти како концепт, која започна во 2020 година, беше дека самата реакција на Советот, освен преку издавањето на мислење од комисијата за клеветите кои што беа објавени, така и во форма на јавно соопштение на кое што се придружија и низа други медиумски новинарски организации, беше од исклучителна важност за алармирање на јавноста за злоупотребите на слободата на изразување и медиумските слободи и придонесе многу во намалување на штетата. Важно ни е да испратиме апел до сите граѓани да бидат активни, да бидат учесници во овој процес на саморегулација, затоа што тие се наш партнер. Многу е важно тоа што комисијата ги објавува и самите одлуки јавно, така што секој може да види, да
да го помине процесот во било која смисла, но и објавува кумулативни извештаи кои што покажуваат дека баш одредени медиуми се често извор на дезинформации, клевети и прекршување на кодексот во други форми, меѓу кои говор на омраза. Учеството на граѓаните во процесот на саморегулација е многу важно, затоа што тие ја креираат медиумската слика и преку активното потенцирање или детектирање на слабостите на медиумскиот систем, таму каде што има проблем, ни помагаат и нас за полесно да ги воочиме тие неправилности и на тој начин да одговориме како чекор кон борба за едно попрофесионално новинарство и за еден попрофесионален медиумски систем воопшто.